Добре дојдовте во темата на неделата на Слободна Европа. Во следниве минути преку нашиот видеоизбор ви го презентираме и светот на Македонија. Американскиот специјален представник во коалицијата против милитантите на Исламската држава генерал Џон Ален изјави дека оваа група представува глобална закана и оти ќе минат неколку генерации пред да биде победена нејзината идеологија. Тој смета дека милитантите, ако не бидат поразени, ќе предизвикаат хаос во напредокот на човештвото, но што и доколку бидат поразени. Освојувањето на аеродромот Сирте од милитантите на Исламската држава суштински го промени хаотичниот конфликт во Либија. Тоа донесе Исламската држава најблиску до Европа. Откако ја декларираа нивната цел проширување на калифатот во Шпанија и Италија, ова најново освојување треба да се посматра како сериозна закана. Брана од илегални емигранти кои испловуваат од бреговите на Либија покажува колку е заканувачка антизападната сила од другата страна на Медитеранот. Европскиот фокус врз потенцијално дестабилизирачкиот ефект од масовното мигрирање го сврте вниманието од главната причина – забрзаниот колапс на државата Либија. Неконтролираните граници и немањето силна централна власт ја турнаа оваа земја во главна порта кон Европа не само за разочараните граѓани на Либија, туку и за големиот сиромашен дел на Африка. Циничните мозоци зад Исламската држава природно се привлечени од хаосот и иако Либија не е физички поврзана со нивниот центар во Ирак и Сирија, на таа земја гледаат како на лесен плен. Со освојувањето на дел од Дерна, тој стана прв град под контрола на Исламската држава надвор од Сирија и Ирак. Дали светот би бил побезбедно место ако Соединетите држави и нивните сојузници ја поразат Исламската држава во Ирак и Сирија? Не мора да значи, вели најновиот извештај на мониторинг тимот за контратероризам на Советот за безбедност на Обединетите нации. Во изминатиот период, джихадистите покажаа дека многу се трансформирале и отистануваат прилагодливи во војувањето. Војниот пораз на Исламската држава во Сирија и Ирак, што не е остварливо во догледно време, би можело да има како последица распрснување на вооружени терористи низ светот, што пак дополнително ќе го усложни решавањето на проблемот, се наведува во извештајот на тимот предводен од Александар Еванс. Тимот проценува дека во моментов над 25.000 така наречени странски борци од 100 земји се активни во конфликтите од Сирија до Сомалија. Огромно мнозинство од нив, или 20.000, се во Сирија и Ирак, каде што служат во вистинско меѓународно училиште за насилен екстремизам, пркосејки на напорите на Соединетите држави и Обединетите нации да ги уништат. Личните односи меѓу джихадистите со оглед на интернет поврзаноста може да се појават насекаде во светот. Повеќе од половина од земјите во светот во моментов генерираат странски борци, се наведува во извештајот, во кој се додава дека повеќето од нив ќе се вратат дома и можеби ќе го остават животот пол со насилство за нив, но други ќе гледаат да продолжат да се борат. Веќе има индикации дека некои странски борци почнале да се преселуваат. Од почетокот на оваа година се забележува и бран во спротивна насока, односно од Блискиот Исток и Ливија. Тие се добро обучени за бомбашки напади и за психолошка војна, се посочува во извештајот на Обединетите нации, кој оценува дека влијанието на напорите на Светската организација против екстремизмот наидува на неколку недостатоци. Практично, по се изгледа нема можност, барем во скоро време, да бидат спречени ваквите закани кои доаѓаат од Исламската држава и од другите екстремистички организации кои произлегуваат од Ал-Каеда. Постои значителна опасност на подолг рок од странски терористички борци, кога тие ќе се вратат дома или пак ќе заминат во други земји. Ваквите движења нема да бидат географски ограничени, се заклучува во извештајот на Обединетите нации, при што се бара од земјите да ги зацврстат граничните контроли и да ги затворат сите законски дупки кои им овозможуваат на осомничените непречено патување. Но ова според активистите за човекови права треба да се прави внимателно со оглед на тоа дека некои режими токму ваквите мерки ги злоупотребуваат против етничките и верските групи. Тоа беше прилогот од студиото во Прага. Нашиот неделен видеоизбор го продолжуваме со информација и реакција на истата тема од Скопје. Македонија има донесено антитерористички закон со кој се казнува учеството на македонски државјани во странски војни. Сепак експертите се прашуваат колку тој ќе придонесе за спречување на оваа појава и што е уште поважно за намалување на влијанието на милитантите на Исламската држава во регионот, а со тоа и во Македонија.
Лицата кои заминуваат во Сирија и Ирак да се борат на страната на исламската држава представуваат закана за земјите од каде доаѓаат, бидејќи на боиштата добиваат обука за извршување на терористички акти, велат познавачите на оваа област. Според некои проценки, околу 20 македонски државјани како доброволци заминале на джихад во исламската држава, а околу 12 загинале. Иако Македонија донесе антитерористички закон со кој се казнува учеството на македонски државјани на странските боишта, поранешниот разузнувач Владимир Пивоваров вели дека во последните неколку месеци тренте и женски лица да ја пристапуваат на оваа терористичка организација, особено во Куманово. Значи, гледајќи го од нивниот лидер, интервјуто, мислам дека беше пред 3-4 месеци, тој ги кажа, ги истрта контурите на териториите кои би сакале ИСИЛ да ги опфати, односно таа муслиманска држава, нели, во кои влегуваше и Република Македонија, нормално и земјите кои доаѓаат после Република Македонија, некаде се до Виена. И во таквата ситуација, да кажеме, учеството на овие лица, нивната едукација таму, нивната идеологија која стикнува таму, апсолутно може да биде поврзана со целите и заканите кои ги истакнуваат нивните лидери. И во дадена ситуација, таквите лица може да бидат искористени во многу различни форми во Република Македонија, нормално и во регионот, за да извршат некој терористички акт, со што би укажале на нивните барања, односно заканите кон овие земји. Пивоваров објаснува дека во зависност од состојбите во општествата, терористичките организации употребуваат различни методи за регрутирање на лица. Тој вели дека во Македонија најлесна цел се луѓето од сиромашните семејства. На почеток почнува со парични надомести, за да потоа почнува со сосема нова форма на обука на ваквите лица, пред се осим куренот, осим нивната идеологија, се почнува со ракување со оружје, со минско-експлозивни средства, со најсовремени начини извршување на терористички акти, па секако што каже до создавање на луѓе самоубици, што барем до сега на тло на Европа немаме случај на таков извршен терористички акт, меѓутоа во иднина сум убеден дека треба да очекуваме и вакви терористички акти да почнат да се изведуваат на тлото на Европа. Меѓутоа, тука се разузнавачките служби кои имаат единствена цел превенција на ваквите терористички акти. Во моментов постојат повеќе фактори кои би можеле да представуваат закана за безбедноста на земјава. Обучени терористи кои е можно да се инфилтрираат меѓу големиот број на мигранти кои низ Македонија кон Европа бегаат од војните на Блискиот Исток. Неодамна лидерот на исламската верска заедница изјави дека неколку џамии не се под нивна контрола, барајќи од Министерството за внатрешни работи да реагира. По случувањата во Куманово минатиот месец МВР соопшти дека дел од лицата учествувале на боиштата во Сирија. Владимир Пивоваров вели дека сите овие околности укажуваат дека безбедносниот систем на земјава се наоѓа во тешка ситуација. Еден ден мора за доброто на државата сите политички фактори да направат еден консенсуален договор дека безбедносните служби мора да се професионализираат, политичките партии да тргнат раце од безбедносните служби, значи тие да бидат само во интерес на граѓаните и на државата, а не во интерес на одредена политичка партија како што е во моментот. Тука е најголемиот проблем и верувам дека ќе имаме умни луѓе кои во иднина ќе размислуваат на овој план да ваквите проблеми ги решиме и само во таква ситуација ќе мора да создаваме од почеток нови безбедносни служби, нов безбедносен систем со единствена цел да си ја сочуваме државата. И тоа беше се во овој видеоизбор, во кој ви го презентиравме светот на Македонија. Следете не повторно на slobodnaevropa.mk и наредната недела.